Од 21 до 28 јуни ќе трае летната школа за зависности од дроги, организирана од ХОПС Опции за здрав живот од Скопје, која во Струмица ќе се одржи по 8 пат. Целта на оваа школа е едукација во полето на зависностите од овие супстанци, намалување на штетите предизвикани од нив, како и лекување и пружење психосоцијална поддршка и повторна ресоциализација во општеството. Конкретно, школата ќе биде наменета за студенти од завршните години, но и за млади стручни работници кои веќе работат во ова поле, а предавачи ќе бидат доктори и експерти од оваа област. Ова школа е наменета за млади професионални кадри, пред се за студенти од завршна година, постдипломски студии или веќе завршени студии од областа социјална работа и социјална политика, психологија, медицински науки, тоест медицински студии, правен факултет и факултетот за безбедност. И идејата на оваа летна школа е тоа да се едуцираат, да добијат одредени знаења и вештини за работа во оваа проблематика, а од друга страна и да некако ги придобиеме за да бидат, да кажеме, во иднина наши колеги и колешки и да заеднички работиме на оваа област. Ние очекуваме да пред се ги заинтересираме младите луѓе да почнат да дополнително да се едуцираат за оваа проблематика и кога се објавуваат слободни работни места, дали станува збор за граѓански организации или за државните институции каде се спроведуваат било каков тип на програми поврзани со превенција од употреба на дроги, лекување, ресоциализација или интеграција во општеството, да овој млад кадар се пријави на овие области. Според истражување направено од ХОПС, Деков информира дека младите се повеќе употребуваат стимулативни супстанци, особено кокаин, а намален е бројот на корисници на хероин, метадон, како и супстанци кои се инјектираат. Токму преку ваквите едукации и школи, младите дознаваат повеќе за различните видови на ваквите супстанци кои ги има во се поголем број. Имаме зголемување на употреба на субстанции кои што се од категоријата на стимулативни средства, стимулативни субстанции, а намалување во однос на употребата на хероинот, метадонот и сличните опиоиди, односно опијати. Така да можеме да кажеме дека младите популација сега се повеќе употребува субстанции од типот на кокаин, амфетамини, метамфетамини и слично. За разлика од пред 10-15 години, исто така имаме намалување на употребата со инјектирање, значи со игла шприца. Сега бројот на тие луѓе кои што употребуваат со игла шприца е многу помал. Така да имаме различни движења, различни трендови во однос на употребата на дрога, меѓутоа во најголем дел можеме да кажеме дека имаме зголемена употреба на стимулативните психоактивни супстанции. Школата за зависности од дроги ќе биде бесплатна, а максималниот број на учесници е до 15 лица.